Второ послание до Солунјаните, глава 1. Павле и Силван и Тимотеј до црквата на Солунјаните во Бог, нашиот Татко и Господа Исуса Христа. Благодат вам и мир од Бог, нашиот Татко и Господа Исуса Христа. Должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, како што е право, зашто вашата вера расте многу и се умножува меѓусебната љубов на секој од вас. Така што ние сами се фалиме со вас, меѓу Божите цркви, заради вашето трпение и верата во сите ваши гонења и маки, што ги поднесувате. Тоа е знак на праведниот Божи суд, за да се сметате достојни за Божиото царство, за кое истрадате. Зашто е праведно пред Бога да им врати мака на оние кои ве измачуваат, а вам, на измачуваните, олеснување заедно со нас, кога ќе се јави Господ Исус од небото, со ангелите на својата сила, во пламенен оган, за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бога и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат казнети со вечна пропаст далеку од лицето на Господа и од славата на Неговата сила, кога ќе дојде во оној ден, да се прослави во своите свети и да му се восхитуваат сите верни, зашто вие му поверувавте на нашето сведоштво. Затоа и се молиме секогаш за вас, нашиот Бог да ве смета достојни на звањето и да ја исполни секоја добра волја во добрина и делото на вашата вера во сила, за да се прослави името на нашиот Господ Исус во вас, и вие во Него, по благодатта на нашиот Бог и Господ Исус Христос. Глава 2. Ве молиме, браќа, во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за нашето собирање заедно при Него. Не дозволувајте брзо да се поколебате во разумноста, ниту да се исплашите ни од дух, ни од слово, ни од послание, како да е од нас испратено, како веќе да настапил Господовиот ден. Никој да не ве измами, ниту по каков начин, зашто тоа не ќе се случи додека првин не дојде отпаѓањето и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта, кој се противи и воздига над се што се наречува Бог или светина, така што ќе седне во Божиот храм и ќе се представува себе си дека тој е Бог. Не помните ли дека ви го зборував ова уште кога бев кај вас? И сега знаете што го задржува за да се појави тој допрва во свое време. Зашто тајната на беззаконието веќе дејствува, само да се отстрани од средината оној кој сега ја задржува, и тогаш ќе се јави беззаконикот, кого Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го уништи со појавата на своето доаѓање. Тоа е оној чие доаѓање е според сатанското дејствување, со секаква сила и со чудесни знаци и со лажни чуда и со секаква неправедна измама за оние кои загинуваат, зашто не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат. И затоа Бог ќе им испрати заблудна дејност за да и веруваат на лагата, та да бидат осудени сите кои не поверуваа на вистината, а имаа задоволство во неправдата. А ние сме должни секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа од Господ возлюбени, зашто Бог ве избра од почеток за спасение, преку осветувањето на Духот и вера во вистината, на кое ве призва преку нашето Евангелие, за да ја добиете славата на нашиот Господ Исус Христос. Тогаш, браќа, стоите цврсто и држете ги преданијата што ги научивте од нас, било преку слово или преку наше послание, а самиот Господ наш Исус Христос и Бог нашиот Татко
кој не возлюби нас и ни даде вечна утеха и добра надеж по благодатта, да ги утеши вашите срца и да ве утврди во секое добро дело и слово. Глава 3. Најпосле, браќа, молете се за нас, та Господовото слово да трча и да се прославува како и при вас, и ние да се ослободиме од расипани и зли луѓе, зашто сите немаат вера, но верен е Господ кој ќе ве утврди и ќе ве запази од лукавиот. Уверени сме во Господа за вас, дека го правите и дека ќе го правите она што ви го заповедаме. А Господ да ги управи вашите срца кон Божијата љубов и кон Христовото трпение. А вам ви наложуваме, браќа, во името на нашиот Господ Исус Христос, да се двоите од секој брат кој води неуреден живот, а не по преданието што го примивте од нас. Навистина, сами знаете како треба да се угледате на нас, зашто ние не се владеевме неуредно меѓу вас, ниту јадевме дарум нечии леп, туку работевме во труд и напор, ноќе и дење, за да не му бидеме на терет некому од вас. Не затоа што немавме право на тоа, туку за да бидеме самите себе за пример, за да не поддржавате, зашто и кога бевме со вас, ви го заповедавме ова: ако некој не сака да работи, нека и не јаде. Имено, слушаме дека некои меѓу вас живеат неуредно, ништо не работат, туку се занимаваат со празни работи. На таквите им заповедаме и ги опоменуваме во Господа Исуса Христа, да работат мирно и да го јадат својот леп. А на вас, браќа, да не ви се досади да правите добро. Ако пак некој не го послуша нашето слово преку посланието, означете го и не се мешајте со него, за да се засрами. Но не го сметајте за непријател, туку предупредувајте го како брат. А самиот Господ на мирот да ви даде мир, секогаш и на секаков начин. Господ да биде со сите вас. Поздрав со мојата рака, Павлова. Тоа е белег во секое послание. Пишувам така: благодатта на нашиот Господ Исус Христос да биде со сите вас.